Од 10 до 13 декември годинава беше спроведена хуманитарната акција Подај рака, биди човек. Целта на оваа хуманитарна акција беше во неколку прилепски маркети да собереме храна која што ќе ја донираат купувачите, а која што храна потоа ќе биде дистрибуирана до социјално ранливите категории. Во оваа активност ни помогна Општинската организација на Црвениот крст Прилеп, поддржана е од Општина Прилеп и Центарот за социјална работа, каде што со екипи од Црвениот крст, наши екипи и од Центарот за социјална работа ќе во домовите на лицата во социјален ризик ќе бидат поделени овие пакети. Собравме од прилика околу 11 пакети, значи за 11 семејства во социјален ризик. Пакетите се прилично вредносни, од прилика 700-800 денари. Јас сум пријатно изненаден од самата оваа акција, помина во најдобар ред. Се надевам дека ќе продолжиме оваа традиција и пред другите поголеми христијански празници исто така би организирале вакви активности, затоа што знаеме дека има луѓе кои што не може да си овозможат да достоинствено да ги одбележа празниците. Ние, за жал, се уште во Прилеп имаме одредена бројка на ранливи категории кои не се доволно исполнети со своите финансиски можности да може да си покриваат одредени радости кои ги предизвикува декември месец. Се надевам дека со тропнувањето наврата на ова организација со наши представници ќе можеме колку толку да му разубавиме некакви очекувања кои се во рамките и желбата на секој кој ги нема да ги има. Факт е дека ние во Прилеп во овој момент имаме негде околу 1700 семејства кои се корисници на правото на социјална парична помош, но имајќи предвид дека законот се менува, тоа значи дека и многу негативни, би рекол, реперкусии од претходниот закон ќе одат во заборав и влегуваме, се надевам, од јануар месец со нови законски решенија во која пред се социјалната помош и сите други права ќе бидат во еден зголемен износ. Ние како волонтери од Црвениот крст на Општинска организација Прилеп бевме вклучени во оваа активност и ја поддржуваме. Бевме вклучени во собирањето на храната, правењето на пакети со храна, ќе бидеме и вклучени во доставата на храната до семејствата. Бевме вклучени 4 волонтери и сме презадоволни од количината на храна што се собра од нашите хумани граѓани.